Благодарам за присуството. Еве на крајот на изборната кампања би сакал тука во Радовиш да ги повикам сите граѓани во недела да излезат на избори и да гласаат за бројот 7 и за новиот градоначалник кој што ќе го предводи градот Радовиш и општината Радовиш Ацо Ристов. Мислам дека овие скоро месец дена кампања покажаа дека ВМРО-ДПМН го има најдобриот концепт и најдобрата програма за Радовиш. После известната промена и на владата која што се случи од понеделник, заради убедливата победа на ВМРО-ДПМН, во една соработка на централната и локалната власт, заеднички ќе реализираме бројни проекти. Затоа ни е потребна голема масовна референдумска излезност на 31 октомври, да излезат сите граѓани на гласање и да има една голема убедлива победа. Целта на власта во заменување е граѓаните да останат дома, да бидат заплашени или демотивирани од црната кампања која што ја водат. Ги повикувам да не подлегнуваат нити на притисоци, нити на закани, нити на уцени и доколку имаја исти такви да ги пријава, затоа што надлежните институции ќе постапуваат и исто така да не подлегнуваат на црната кампања. Доаѓа многу подобри денови за Македонија. Заеднички ќе создаваме нова еднина со проектите кои што ги има во нашата програма и кои што ќе реализираме, како што веќе споменав, со една соработка на централната и локалната власт. Затоа на 31 октомври масовно во голем број и повикувам граѓаните на Радовиш да излезат и да гласаат за бројот 7. Благодарам. Рековте промена, што конкретно мислите? Известно е дека на 31 октомври ВМРО-ДПМН ќе победи во Радовиш, ќе победи во Гевгелија, во Битола, во Охрид и во Скопје како поголеми центри во вториот круг. Тоа известно значи заменување на Зоран Заев на премиерската позиција и формирање на ново парламентарно мнозинство предводено од ВМРО-ДПМН, така што очекувам од понеделник да влеземе во едни интензивни разговори во Македонското собрание и за брзо време да има ново парламентарно мнозинство во Македонија, една одговорна влада која што ќе се справи со енергетската криза која што се заканува на Македонија, економската и здравствената криза.